Информативно издание на К1 телевизија. И во овој дневник ви ги донесуваме најновите информации од регионот, Македонија, светот и спортот. Затоа станете со нас во следните минути, а сега да ги погледнеме настаните што го одбележа овој ден. Општа тепачка помеѓу скопјани и велешани на базенот во Велес. Бензин од Евросупер БС 95 поскапува за половина динар. Почна бербата на трпезното грозје во Тиквешијата, а цената за килограм кардинал на градскиот пазар во Кавадарци е 50 до 60 динари. Овие вести ги започнуваме со веста за тепачката што се случи синоќа на градскиот базен во Велес помеѓу велешани и скопјани. Според очевидци во тепачката учествувале околу 10 лица. Според првичните информации од ЦВР Велес, 21-годишниот скопјанец И бил нападнат од засега непознато лице во моментот кога излегувал од соблекувалната на градскиот базен. Напаѓачот го удрил по главата со стаклено шиша. Пова настанала општа гужва и тепачка на базенот кога непознатите лица со шипки од чадори за сонце физички ги нападнале 19-годишниот И од Скопје и 34-годишниот СУ од Скопје. Колешката Катерина Нацева ни ја пренесува сликата. Општа тепачка се случи вчера вечер на градскиот базен Снупи, во која според очевидци учествувале околу 10 лица. Според првичните информации, 21-годишниот скопјанец И бил нападнат од засега непознато лице во моментот кога излегувал од соблекувалната на градскиот базен во Велес. Напаѓачот го удрил по главата со стаклено шише, пошто скопјанецот се здобил со видлива расекотина на десното око. По ова настанала општа гужва и тепачка на базенот, кога непознатите лица со шипки од чадори за сонце физички ги нападнале 19-годишниот И од Скопје и 34-годишниот СУ од Скопје, пошто во еден момент се дале во бегство кон долната капја на базенот. Тепачката веднаш била пријавена во СВР Велес. Полицијата брзо реагира, ги раздвојува и по направените оперативни активности повикани се 6 мина во полициска станица на информативен разговор. По извршениот разговор тие се пуштени на слобода. По добиените сознанија од овие разговори и од претходните докази што ги има од местото на настанот, ќе бидат поднесени соодветни пријави до основно јавно обвинителство во Велес. За среќа во општата тепачка нема потешко повредени, освен големата вознемиреност кај останатите капачи кои биле сведоци на настанот, а во моментот се наоѓале на базенот во Велес. Полицијата и понатаму работи на целосно расчистување на случајот. Продолжуваме со хроника. Сообраќајните незгоди не запираат. Имено синоќа околу 1 часот во Велес на улица Благој Јорев се случила сообраќајна незгода во која 28-годишната велешанка СК управувајќи мотоцикл Honda CBR 900 со велешки регистарски ознаки изгубила контрола над мотоциклот и удрила во дрво. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила со патничката 26-годишната ЕК исто така од Велес, каде во општата болница Велес укажана и лекарска помош и е задржана на понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на секторот за внатрешни работи Велес. Продолжуваме понатаму со економија. Од полнок за 0,50 денари по литар поскапува бензинот Евросупер БС 95, а цените на Евросупер БС 98 на дизел горивата и екстра лесното масло за домаќинство остануваат исти. Ова го одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика.
Од ноќаска на полноќ нови цени на нафтените деривати. Според најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, бензинот Евросупер БС 95 од полноќ поскапува за 0,50 динари по литар, а цените на Евросуперот БС 98 и дизел горивата остануваат исти. Возачите во своите автомобили од ноќаска на полноќ Евросупер БС 95 ќе точат по нова цена која изнесува 61 динар по литар, додека пак Евросупер БС 98 и понатаму ќе се продава за 62,50 динари. Дизел горивата остануваат со истата цена, што значи евродизелот ќе се точи за 47 динари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава за 35,50 динари за литар. За 0,506 динари поевтинува мазутот М1ХЦ и килограм ќе чини 23,681 динар. Пазарите губат 20% од приходот поради нелојалната конкуренција на дивите пазарџии кои пред пазарите на улици и од камион продаваат овошје и зеленчук. Се пожалија денеска од групацијата на пазари при Стопанската комора. Барат надлежните да стават крај на појавата која ги мачи со години. Продажбата надвор од зелените пазари е тренд кој што постои подолго време. Ова не е новина и решавањето на истиот има повеќе аспекти. Покрај пазарната и комуналната инспекција, во решавањето на овој проблем да се вклучи и Министерството за внатрешни работи. Ова е барањето на групацијата на пазари при Стопанската комора на Македонија. Со заеднички координирани акции на сите институции може да се надмине проблемот кој трае години наназад, а на кој пазарџиите укажуваат, рече Даниела Михайловска-Василевска. Ние со надлежните државни институции и институциите на локално ниво континуирано се обидуваме тој сегмент да го намалиме, бидејќи факт е дека и сивата економија како процес не може да се искорени, меѓутоа интенцијата е барем да се сведе во што помали рамки и драстично да се намали, се со цел да може и организаторите на пазари како правни субјекти да функционираат рамноправно, односно да се елиминира нелојалната конкуренција што им се случува надвор од просториите што они ги менаџираат. Проблемот со продавачите од камиони по улиците е наизразен во скопските општини и градот Скопје, во Битола, Велес, Куманово, Тетово, Гостивар. Групацијата смета дека тие може да се санкционираат преку законот за јавна чистота или поради загрозување на безбедноста во сообраќајот. Почна бербата на трапезното грозје во Тиквешијата, цената за килограм кардинал на градскиот пазар во Кавадарци е 50 до 60 динари. Лозарите се задоволни, сепак родот е намален како последица од априлското невреме што го зафати овој регион. Раните сорти на грозје заедно со овие трпезни сорти кои подоцна зреат опфаќаат род тежок околу 20 милиони килограми. Мартина Митков повеќе. Последните два пазарни дена изминатата седмица на градскиот зелен пазар во Кавадарци се продава грозје од раната сорта кардинал. Грозјето е со одличен квалитет и е добро за консумација, а цената по килограм изнесува во просек од 50 до 60 денари. Според продавачите, производителите на грозје, цената засега е одлична, но како сезоната ќе навлезе во полнек, истата ќе почне да се намалува. Истовремено и родот е намален како последица од априлското невреме што го зафати овој регион. Инаку во Тиквешијата се произведува трпезно грозје од раните сорти како Демиркаписка рана, Белградска рана, Султанина, Јулски мускат, Блек Меджик, Викторија и други. Раните сорти на грозје, заедно со оние трпезните сорти кои подоцна зреат, опфаќаат род тежок околу 20 милиони килограми. Во моментов тиквешкото грозје се продава на домашните пазари, но со помасовниот откуп кој ќе следи во наредниот период, се очекува огромни количини да бидат извезени надвор од земјава, претежно во Србија, Украина, Русија и Романија. Покрај кај индивидуалните лозари, раните сорти ги откупуваат и неколку компании и акционерски друштва кои секоја година организираат берба и имаат договорен пласман на сите количини надвор од земјава кај долгогодишни партнери. Сезоната за откуп прво на трапезните сорти, а потоа и на винското грозје, полека го завзема својот замав. Останува да видиме дали лозарите од Тиквешијата ќе се соочат со поголеми проблеми околу откупната цена и пласман на нивниот род.
Кавадарчани кои живеат во новиот центар на градот се оставени 2 дена без вода за пиење поради дефект. Од јавното предпријатие Комуналец велат дека со сите расположливи сили прават напори да го доведат водоснабдувањето на кавадарчани од тој дел на градот во нормален ред најбрзо што можат. Во попладнивните часови водоснабдувањето ќе се нормализира, се надеваат од Комуналец. Новиот центар во Кавадарци 2 дена е без вода за пиење поради дефект. Според јавното предпријатие Комуналец, екипите работат на отстранување на дефектот, а за каков дефект станува збор по конкретни информации не добивме од страна на одговорните. Тие велат дека со сите расположливи сили прават напори да го доведат водоснабдувањето на граѓаните од тој дел на градот во нормален ред најбрзо што можат. Првичните проценки се дека во новиот центар на градот снабдувањето со вода ќе се нормализира во попладнивните часови. Изреволтирани од ваквиот проблем, кавадарчани му забележуваат на Комуналец за неажурноста. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров на покана на неговиот колега Дитмир Бушати утре ќе престојува во работна посета на Република Албанија. Во рамки на посетата покрај со домакинот предвидено е Димитров да оствари средби со председателот на владата на Република Албанија Еди Рама и со председателот на Република Албанија Илир Мета. Министерството за надворешни работи соопшти дека по средбата со шефот на дипломатијата на Република Албанија предвидена е заедничка конференција на двајцата министри. Вестите од земјава. Пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија со барање до владата, до сите министри како и заменици председатели на владата да им бидат доставени податоци за тоа колку лица се вработени од формирањето на владата до денес. Поднесени се барања до сите министри во владата, председателот на владата, генералниот секретар на владата, како и замениците председатели на владата во секретаријатот за европски прашања и секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор, преку кој бараме да не бидат доставени податоци за сите вработувања кои што се случиле од формирањето на владата на СДСМ до денес. Стои во соопштението од ВМРО ДПМН. Како што се наведува со овие барања, тие искористуваат својата законска можност да добијат одговори за тоа колку нови луѓе се вработени или ангажирани по основ на договор на определено или неопределено време. Овие информации ги бараме поради фактот што јавноста секојдневно е сведок за вработување на партиски војници, лица кои што одработувале за потребите на СДСМ и лица кои што се во директни роднински релации со функционери од власта. Овие вработувања се спроведуваат без никакви огласи и без почитување на постапките, процедурите и критериумите кои што се пропишани со законите. Стои меѓу другото во партиското соопштение. Апелацијскиот суд ги одбил како неосновани поднесените жалби за мерките за предпазливост изречени од кривичниот суд за обвинетите во предметот Титаник на СЈО за изборните нерегуларности, објавија синоќа дел од медиумите повикувајќи се на извори на судот. За обвинетите во случајот Титаник, меѓу кои се и поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како и поранешните министри за транспорт и врски Милеја Накиевски и за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешниот шеф на премиерскиот кабинет Мартин Протогер и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски, СЈО бараше притвор како мерка за обезбедување присуство и за да се оневозможи да влијаат на сведоци или на други обвинети. Обвинетите пак на јавните седници во апелацијскиот суд во петокот се изјаснија дека не се виновни, дека немаат намера да бегаат и побараа укинување на мерките за предпазливост. Апелацијскиот суд досега ги одби сите поднесени жалби на решенијата на кривичниот суд во врска со предметите на СЈО. Најдобрите 5 македонски студенти во областа на информатички технологии и телекомуникации во рамки на програмата Семиња за иднината ќе патуваат на студиска посета на кинеската компанија Huawei. На доделувањето на ваучерите за стипендирањето најавено е присуство на министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, менаџерот на Huawei во Македонија Схоуи Адон и амбасадорката на Република Кина во Македонија Јен Лисиен. 5 најдобри студенти ќе имаат можност да присуствуваат на демонстрацијата на најновата ИКТ технологија, да учествуваат во работилниците каде што ќе се сретнат со високи извршни директори и експерти на Huawei.
Исто така ќе посетат и часови по кинески јазик, кинеско сликање и калиграфија. Изборот на студентите беше објавен со допис до универзитетите и објавен на страната на МИОА. Програмата на компанијата Huawei семиња за иднината ги поттикнува земјите од различни региони да учествуваат во градењето на дигиталното општество. Програмата во Македонија се реализира по втор пат. А светот денеска. Најмалку 5 лица се повредени денес, од кои 2 потешко во напад извршен од непознат маж во швајцарскиот град Шафхаузен, соопшти полицијата. За сега не се соопштени деталите за нападот, но локалните медиуми објавуваат дека полицијата во центарот на градот спроведува операција поради специјална ситуација. Потпаролот на полицијата во Шафхаузен потврди дека операцијата е во тек, но одби да соопшти било какви детали. Нови шумски пожари избија во централна Португалија, која минатиот месец беше погодена од катастрофални пожари. Најголемиот пожар е во близина на градот Серте, а според извештаите на португалската телевизија, во напорите за гаснење се вклучија и локалните жители, кои за таа цел употребија градинерски црева. Ветерот силно дува и отежнува борбата против пожарите, кои би можеле да се прошират, изјави портпаролката на цивилната заштита Патриција Гаспар, која ги повика жителите да останат мирни. Повеќе од 800 пожарникари се распоредени ширум областа Серта, додека речиси 600 други се обидуваат да се изборат со огнената стихија, која изби вчера во близина на градот на брегот на реката Коимбре. Еден запирка 5 тони марихуана заплени италијанската полиција на морскиот брег кај Молиси, која била транспортирана од Албанија. Во акцијата се уапсени 2 албански државјани кои со моторен чамец ја транспортирале дрогата. Во меѓувреме грчката полиција запленила 85 килограми марихуана на патниот правец Арта Месологи кај местото Сакула. Уапсен е 33 годишен албанец кој дрогата ја транспортирал со автомобил со грчки регистарски таблички. Во 2 одделни акции албанската полиција запленила 285,5 килограми марихуана, од нив 210 во близина на Валона. Останатите 75,5 килограми се запленети од полицијата во градот Фиер, при што уапсени се 3 лица кај кои е пронајдено и запленето оружје и муниција. Меѓународниот комитет на Црвениот крст предупредува дека постои можност да се зголеме бројот на заболени од колера во Јемен и да надмине 600.000 до крајот на годината. Најголема трагедија е дека колерата е хуманитарна катастрофа создадена од човечки фактор. Тоа е директна последица од конфликт која уништи цивилната инфраструктура и целиот здравствен систем, изјави претседателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст Петер Маурер, кој допатува во посета на Јемен. Според Меѓународниот комитет на Црвениот крст, помалку 45% од здравствените установи работат, а останатите работат делумно. Без лекување на колера, заболениот може да почине за неколку часа. Според Светската здравствена организација, околу 3200 лица биле заразени во последните 3 месеци, а над 1800 починале. Меѓународниот комитет на Црвениот крст предупредува дека постои недостиг на ресурси, не може да бидат излекувани и други инфекциски заболувања, како маларијата и треската денга. И денеска имавме сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност и вредност на UV индекс од 9. Невисоката дневна температура се движеше помеѓу 33 до 40 степени. Од утре метеоролозите најавуваат променена временската состојба. Ке има врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат поројни, проследени со грмежи и засилен ветер, особено во северните делови. Температурата ќе опадне за од 5 до 7 степени. Тоа е се за овој информативен преглед. Јас ви благодарам на вниманието. Пријатно.